Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојата гостинка. Добар ден. Докторката Добрила Андоновска, специјалистка по пластична и реконструктивна хирургија. Благодарам за поканата. Благодарам што сте тука. Веќе најавив во вестите, вие имате напишано историјата на оваа држава, основачка сте на Центарот за изгореници. И токму на оваа тема проговоривте јавно, што навистина е реткост во оваа држава да се говори за сите тешки теми, да се иницираат дебати и да се наоѓаат решенија. Овој центар е основан 2000 година. Затворен е после 6 години. 2016, се извинувам, после 2016 година. И сега прашањето е прво, може да кажете како работеше центарот. Да, најпрвен уште еднаш да се заблагодарам. Благодарам што сте тука. И да изразам сочувство за трагедијата, за жртвите на нашите деца, кои што се откучани од Штип, од Виница и од тие делови на Македонија, и да посакам поскоро опоравување без некои сериозни последици на сите наши кои што се лекуваат во државата и во странство. Мене нити професијата, нити годините не ми дозволија да молчам во овие моменти, затоа што иако се воздржав можеби првите денови, на жалост, што не мислам дека ќе завршат, затоа што тоа е страшна трагедија не само за семејствата, за сите тие градови, него и за сите нас. Да. Меѓутоа ми беше должност да проговорам и целта ми беше да покренам да повторно се отвори еден современ центар за изгореници, затоа што не станува збор само за вакви настани, него станува збор за секојдневни мирнодопски повреди што настануваат во домакинство, во индустрија, може да настанат во училишта, во било кои јавни установи, да не зборуваме дека треба да биде оден стратешко значење за државата. Да, точно. Центарот да напоменам за да не скокнам дел од историјата, дека првиот центар за изгореници постоеше како таков во поранешна војна болница, сегашна 8 септември. Тој е постоел во склоп на оделението за пластична и реконструктивна хирургија под раководство на полковник Крстен Митановски, као дел, половина дел, да речеме, од тој одел. Меѓутоа, поради отварање на приватна кардиохирургија, тој целиот спрат е иселен и е затворен Центарот за изгореници првиот, што е, значи, отворен 71-а, затворен во март 2000 година. Ние го отворивме тимски Центарот за изгореници во септември, 1 септември 2000 година, и тоа беше после еден човечки напор на договарања, преговарања со како со здравствените власти, така и со тогашното раководство на болницата. Беше тешко да се отвори, зашто велите сте преговарале. Меѓутоа на тоа претходеше една едукација моја, меѓу повеќето едукации надвор и во бившите југословенски простори пред се, заедно со колешка анестезиолог, една од врвните анестезиолози сега веќе не е со нас, доктор Славица Таче Стојанова, бевме на едномесечна едукација 1994 година токму во Пирогов, што е сега многу актуелен и што беше за нас, и што беше актуелен при нас обраќање на несреќа на автобусот кај што изгореа 45 наши државјани во Бугарија, кај што македонскиот автобус, за кој се уште истрагата не покажа некакви сериозни резултати како се во ова. Претходно бев на една едукација во клинички центар Лјубљана, затоа што на ниво на Југославија зачетоците и најголемите успеси во лекување на изгореници беа во Словенија, меѓутоа во Марибор. Исто таму сега се згрижени, мислам, двајца наши пациенти. Последна, таков еден предстој таму, самите колеги кажа, не замолија, дајте направите напор во Македонија да отворите еден центар за изгореници, не е битно колкав капацитет ќе има, меѓутоа да биде современ центар на изгореници. Она што можам да кажам да нас во тој период ни се поклопи за среќа јапонската донација од јапонската влада. Секогаш се во прашање донации. Странските држави помагаат во оваа држава и за болници, и за школство, за се буквално, за се. Тоа беше донација на ниво на градска болница цела, која се комплетно опремена интензивната нега и операционите сали. Меѓутоа, тогаш дадов голем придонес
работиме заедно со мојата колешка доктор Славица Стојанова да ние извршиме притисок да ни ослободат еден простор од поранешна лабораторија, затоа што Центар за опекотини за изгореници мора да има посебен влез. Да тие болни немаат никаков допир нити персоналот со остатокот од болничката установа во однос на за да биде овозможена стерилноста во работењето. Да нема мешање на различна патологија на пациенти. Успеавме да го добиеме тој простор, не беше просторот многу голем. Мислам дека беше од 100 до 120 квадрати. Меѓутоа, беше со надворешен влез, беше опремен со посебна операциона сала. Може камерата може да ги зумира. Тогаш работевме нели со слайдови и така натаму со слики. Меѓутоа, гледајте, емоциите ме натерале да си ги сочувам фотографиите 25 години. Ова е важно да имаме архива и историја на државата. Ова е може вака, дали? Може. Ова е операционата сала која што беше комплетно опремена, една од 6 операциони сали кои што тога се добија како јапонски грант. Меѓутоа, ние издејствувавме да ја сместиме, да има Центар за изгореници и операциона сала, како што е секаде во светот. Пример, веќе го спомна, можеби неколку пати Пирогов. Таму сега во моментот гледав едно интервју од актуелната директорка професор Аргирова, што ја познавам, таа беше млада докторка кога јас престојував, можеби не се сеќава на мене. Тие имаат сега 4 операциони сали, од која едната е за реконструкции после изгореници, трите се за обработка за операции на пациенти со акутни изгореници или понатаму тек на нивното лекување. Значи ова ние го имавме 2000-та година. Понатаму имавме посебна интензивна нега и она што сега и секаде во светот е врв во опрема на згрижување на пациенти со тешки изгореници, исто ги има во Пирогов. Да напоменам дека не сум сигурна, мислам дека во минатото има во Белград само еден, никогаш ги немала Словенија, од целиот регион ги имаат Бугарија, ги имаат уште, ние имавме 2. Моето барање тогаш до групата на јапанци кои што доаѓа беше да добиеме еден, меѓутоа се изненадивме кога добивме 2, затоа што спрема бројот на жители тие процениле дека нас ни е потребно да имаме 2 такви системи. Ова се иако аматерски фотографии. Вака изгледа обично, ова се специјални кревети. Како се нарекува? Клинитрон 2, значи втора генерација, и тогаш беше Клинитрон 2 воздушно флуидизирачки системи. Што значи тоа? Тоа значи, еве, за да може гледачите и јавноста воопшто медицинска, затоа што ретко кој знае од тие времења, значи еве како изгледа кога ќе се открие тој систем, тоа се огромна тежина имаат и треба да се внимава во кој простор каде статички ќе бидат сместени. Ние имавме 2 по интензивната нега. Што значи тоа тежината? Компјутеризиран. Не знам точно, меѓутоа тежина која што не би, да речеме, не би било погодно да се стави во некоја несоодветна градба, него треба по стандардни болници што се изградени и така натаму. Значи, ова е еден компјутеризиран систем, овдека беше првата фотографија покриен, овдека е веќе откриен, каде што гледате дека е исполнето, добивме материјали во цели кофи за да може да ги менуваме, исполнето е со стакленца кои што се обложени со силикон и доле на компјутерот вие, значи ова сме го имале на 2000-та година. Доле на компјутерот вие подесувате температура, обично од 28 до 40 степени, зависно дали сакате да го загреете, дали сакате да го ладите пациентот. Понатаму се пропушта воздух, значи аерација имате. И на овој начин температура, аерација и овие куглици се наоѓаат во постојано вриење, значи овдека ви се покриени, не се гледа, овдека е откриено и пациентот ви лежи како во некој котел што врие, се наоѓа во еден бестежински простор. Значи, се создаваат едни микроклиматски услови за да може изгорениците побрзо да заздравеат или трансплантатите на кожа побрзо да се прифатат на телото кај што се трансплантирани. И трансплантиравте? Да, апсолутно, мислам, апсолутно. Она што на овој систем, иако беа за возрастни, ние лекувавме и деца,
заедно во соработка, имаше многу блиска соработка со нашето одделение за пластична реконструктивна хирургија, со детска хирургија. Една од колешките од тоа одделение сега работи во Германија, баш на проблемот на изгореници, скоро контактиравме, имаме и поддршка на социјалните мрежи. Не работевме само пластични хирурзи, врвни анестезиолози, затоа што со нив почнува терапијата. Врвни анестезиолози, интернисти, диагностичари, трансфузиолози во однос на крвните деривати и така натаму. Имавме соработка со Орала клиника, имавме соработка со психијатриска болница Бардовци, поради долгиот третман, она што сега е актуелно, треба да се работи, ние работевме уште во тек на лекување. Да, и задолжително. Задолжително тимска работа. Меѓутоа, сакам да кажам да овие системи тогаш чинеа некаде околу 120.000 марки, што значи цената би била таа што би била сега. Најдов на интернет, истите се продаваат, меѓутоа истите се користат во Пирогов, имаат бројни вакви апарати. И цената? Цената не би била повеќе од 200.000 евра по мојата процена по еден. Што значи дека два вакви системи воздушно флуидизирачки воопшто не се проблем за државата. Апсолутно, за 400.000 евра вие ќе спасите животи. Така е, стандардно сала операциона се знае колку чини, цените не се како што беа порано. На крај крајава тоа е проблем на државата и треба да ги обезбеди. Поред овие интензивна нега, значи имавме и друга соба, каде што болните од овде ги префрлавме кога ќе се нели дозволи нивната општа ситуација и локална, ги префрлавме во другата просторија и по потреба одеа горе на одделение на втори спрат, каде што ја располагавме уште 15 кревети. Во овој центар во Македонија морам да кажам, и деновиве беше актуелно, ние ќе увезуваме кожа од ткивни банки, да, тоа е во ред, меѓутоа, јас ке си дозволам малку да ја проширам овие прашањето. Се разбира, да, може слободно да проширите. Околу ме интересира, баш околу кожата. Да, знаете што во однос на трансплантација на кожа од самиот дарител, од нивните блиски и така натаму, пошто има автотрансплантати, хомотрансплантати, хетеротрансплантати, вештачка кожа и така натаму, Македонија, за жал, немала и нема, нити кога што гледам во програмата за трансплантација, не е ни планирано да има кадаверна банка за кожа, кадаверна кожа за трансплантација. Тоа е пропуст од тие што ги правеле тие програми, затоа што ние имаме неверојатни успеси многу години уназад трансплантација на бубрези, на срце и така натаму. Ја читав програмата за 24-та година, што беше. Таму се проширува и коска работат, нели? И има единствена банка за коска во Македонија. Таму се планира уште трансплантација на васкуларни садови, на крвни садови и трансплантација на рожница. Никој не ја спомнува трансплантацијата на кожа толку години. А зошто, имате ли објаснување зошто? Кога се правеа, кога се носеа овие закони и кога се правеа програмите, знам сигурно дека едно од моите ценити колешки сугерираше такво нешто и не беше прифатено. Повик да тоа се направи, се внесе во програма. Лично јас, кога се вратив, тоа станува збор за 94-та година, и сконтактира во тој период директорка или некој раководител на патологија беше доктор Толовска, и лично бев кај неа. За да поразговараме на тема за кожна банка, затоа што во тој период уште бугарите има банки на сите органи. А најмал проблем беше банка на кожа и тоа го работеа секојдневно за да покријат изгореницата веднаш да биде заштитена од бактериски инфекции. Јас би молела здравствените власти и пред се колегите кои што се активни, јас стојам на располагање и да влезам во некој тим, ако треба, да помогнам со сугестии, во програмата за трансплантација се внесе и кадаверна кожа за трансплантација, што секако е еден цел процес околу презервација, криопрезервација и така натаму. Меѓутоа, тоа е неопходно. Не станува збор само за сега, зборува за иднина и не се трансплантира кожа само при изгореници, се трансплантира и при некои мекоткивни повреди и така натаму, кај што првично одлично го заштитува пациентот. Во недостиг на такво нешто, тогаш уште, она што го донесовме како искуство и го тогаш реализиравме тука и долги години се работеше, бидејќи таму има и банка на амнионски мембрани,
Ние направивме, значи прва ткивна банка во Македонија ја направивме во 2000 година и тоа ни е печатено. Овдека имаме еден труд, ова е од 2000 година, ова е во нашата академија. Меѓутоа е во Индекс Медикус, во Медлайн и така натаму и е цитирано, можеби не многу за некого, меѓутоа 39 автори од 32 држави го имаат цитирано трудот како таков. Да. Каде што сме ние како тим, каде што се колеги од клиника, анестезиолози и така Имаме врвни стручњаци, тоа сакате да кажете. Доктори, само да напоменам и ова банка. Да. Значи, еве ги како изгледаат тие флашички. Добро. Тоа се амнионски мембрани кои што се работеа тогаш во соседната држава, значи говорите за Бугарија? За Бугарија, Добро. за Бугарија и ги донесов тука како наедноставен начин, немаше некои законски лимитирања, после тоа се донесе законот. Да. И работевме во тесна соработка со гинекологија Чаир, уште еднаш нека погледнат, кај што ги добивавме од таму плацентите, ја лупевме на трешноста таа амнионската мембрана што е најтенка и е аваскуларна, и ја користевме, не ми беше упатно да донесам слики од пациенти, тие се во трудови печатени и презентирани како биолошка превазка. Значи, ваква една ципа која е аваскуларна, ја стававме на обработена изгорена површина, како што би се ставала кадаверната кожа, значи биолошка превазка, и имате, се намалува загуба на течности, се намалува, значи, шанса за настанување на шок, на хиповолемиски шок, немате бактериска колонизација или се минимизира, и се потикнува ради тие фактори што ги содржи плацентата внатрешниот слој за брзо епителизација. Работевме долги години, се додека беше центарот отворен, се работеше ова. Сега околу 2016, што се случува, значи зошто се затвора? Заради тоа што е скап центарот. Тоа беше образложението официјално. Да, еве сега можам да ви кажам само едно, дека првиот пациент наш што беше професионален војник, тој беше жив до пред 7 години, со изгореница над 70% и скршеница на бутна коска, го оперираше тогаш врвен травматолог, сега исто така не е со нас, да го спомнам, морам да го спомнам доктор Вучков, и се лекуваше негде околу 8 месеци со амнионски мембрани, трансплантации на кожа и така натаму. И многу добро се сеќавам, бидејќи беше прв пациент, неговото лекување тогаш е чинеше, кога добивме пресметката, 45.000 марки. Зборувам за тоа време. Да. Меѓутоа, тоа не беше само лекување на ова, него се решава и некои од лузните и така натаму. Комплетно неговото лекување беше 45.000 марки. Кој го плати тоа? Тоа фондовски беше тогаш. Мислам дека тогаш дека имаше и некоја партиципација, можам, пошто го имам и... Но незначителна, предпоставувам. Незначителна, меѓутоа фондот го плати. Да. Тоа се пари на граѓаните. Да потсетиме. Да, апсолутно. Тоа се пари на сите нас, кај што нели ние сме се уште социјална држава и социјално здравство. На крајот од краиштата одвојуваме цел живот сите ние и треба нашите пациенти тоа што го имаат надвор да го имаат тука. Да. Сакам да кажам дека никој во моментот нити критикува, нити зборува нешто зошто сега го немаме, него станува збор зошто е затворен, станува збор зошто да го немаме. Затворен ја, бидејќи јас напуштив таму 2013 година, замина во приватно здравство, негде веќе 2015 крајот, меѓутоа 2016 година е затворен под изговор дека ќе има некоја реконструкција и најверојатно беше планирана не во центарот, него посебен ургентен центар со посебен влез, што сепак значи дека тој центар ќе беше затворен и ќе беше лоциран, да речеме, горе. Но тоа не се случи. За жал, колешките алармираа, сите беа заинтересирани за работа, сега се дел од тимовите што работат, се уште 4 од нив се активни, се врвни пластични хирурзи и вчера дури на една од телевизиите прв пат да се пофалат од што викам ја чуарот на фондовската каса, дека еве врвни се па затоа што имаат искуство, затоа што тие работеле по 20, по 30 години таму и се уште работат. Не може парите да бидат пречка за лекување. Ние можеби, ако успеав да добијам податоци, на ВМА пример има 26 или 29 кревети во центарот за изгореници. ВМА во Белград. Во Белград, меѓутоа во Бугарија имаат 62 кревета и слушав изјава на актуелната директорка
Јас таму бев на одделението за детски изгореници тогаш, меѓутоа вкупно со детски и возрастни они располагаат на 7 милиона жители, население, значи они имаат 62 легла. На времето има негде околу 20 на клинитронови вакви легла, верувам дека е ист, можда и поголем бројот. И беше нејзина изјава дадена дека ние сме во секое време спремни да во вонредни некои ситуации вакви да хоспитализираме и да згрижиме 120 до 150 пациенти. Дополнително имаат уште во Варна и Пловдив. Идејата кај нас, која што јас ја донесов и сакавме со колешките да ја реализираме и почнавме на тој начин некако да функционираме, не се постави на државно ниво, беше да ова биде регионален центар и да ние ја покриваме не само Македонија, да добиеме и од надвор, првенствено од Косово, затоа што ние имавме од таму приватни пациенти. Сте имале големи амбиции. Па целиот тим, да ви кажам, апсолутно. Добро, вие се разбира вашиот тим. Нешто што не кореспондира воопшто со амбициите на политичката номенклатура. Жално е, затоа што видите као нема диалог, односно деновиве слушнавме, јас лично бев многу изреволтирана, разни изјави, па да после тоа се ретерира и да се каже нешто позитивно. Верувајте, значи јас зборувам во име на сите пластични хирурзи во Македонија, врвни стручни кадри. Меѓутоа, вие не може да работите нешто без опрема и без услови за работа, особено не изгореници. И луѓето бегаат по некоја линија на помал отпор. Ако вие не можете да работите квалитетно, не сакате ни да го работите. Се разбира, да. Не сакате неуспех. Ваша цел како доктори на сите е да биде позитивен успех. Да им помогнете на пациентите до крај, се разбира. Велите прескапо е лекувањето на изгореници. Сега, вие знаете дека платите на функционерите се зголемија 78%. Тоа не е прескапо за граѓаните. Никогаш не говорам државата, власта. Граѓаните се тие кои ги даваат овие пари. Значи не е буџетот се полни со парите на граѓаните, приватни, на фирми се разбира. На 3 години знаете дека менуваат. Апсолутно, сега скоро читав од некој истражувачко новинарство исто, дека милионски суми се во прашање. 8,2 милиони евра, ако не се лажам, дека се дадени за службени возила. Имаше исто така некоја анализа колку би чинел таков еден центар за изгореници да се направи во Македонија, меѓутоа тоа е анализа ако станува збор за градба на некој нов објект. Работата е дека имаме ние капацитети кај што се недоволно искористени или кај што може да се искористат, да се уклопи еден ваков центар за изгореници. Имаше многу добар коментар дадено на мојата објава доктор Миријана Шашулчева. Морам да се заблагодарам за сите напори што она ги даде додека професор. Беше и шеф на катедра по анестезија и реаниматологија, кај што исто има огромна волја кај неа да се покрене вакво нешто, дека дури не е ни битен бројот на креветите. Битно е да го имаме центарот за изгореници и да ја парафразирам, затоа што не секој пациент во таа фаза во која што се наоѓа тешка ќе може да се транспортира. И тоа е голема вистина. Тоа што значи тоа? Тоа значи може да се искомплицира болеста, да скратиме. Значи сега еве да кажеме дека имате пример 4 пациенти со тешки изгореници, еве индустријска некоја повреда. Значи, вие, ако не ги згрижите веднаш, пред се да почнете со добра ресусцитација, со примање на течности како што треба по шема, што сите наши анестезиолози знаат одлично, морам да ги пофалам, апсолутно во цела Македонија. Меѓутоа, вие пациентот мора да го сместите, еве примери да сакате да го транспортирате, мора да го сместите во соодветни услови. И она што сега се случи, не случајно се транспортира и беа прифатени во првите 12 часа. Никој нема да ви прими пациент после 3 до 4 дена, затоа што тоа е веќе со бактериска колонизација, што најчесто може да биде интрахоспитална и вие во нивен некој врвен центар. Еве го слушнав вчера на некој телевизија професор Пановски, Скандинавија спомнува како земји кај што нема такви бактериски соеви и вие треба некој таков бактериски сој да им внесете во некој центар за изгореници и тоа да им се одомачинат таму, да речем. Значи мора да ги штетата имаме е прво за пациентот, а потоа се разбира и за мора да ги имаме останатите. Правев некоја анализа, еве не сум мрзлива по природа.
Еве да земам, значи пак ќе се навратаме еве сега, пошто Бугарија бројките ми беа по пристапни. Таму има, пошто се они 7 милиона жители, по 13 кревети болнички за изгореници. Вкупно во сите 3 центри, најмногу значи во Пирогов. Ние имавме 2000 година на 2 милиони жители 4 кревета. Они на милион жители, они има 13 кревета, не милион жители, ние на милион жители имавме 2 кревета, односно на 2 милиона 4 кревета. Ако сакаме некој стандард во капацитет да имаме, тогаш и ние бисме требале да имаме 26 кревета за 2 милиони. А ние имаме 0 кревет. Ние имаме 0. Добро, колку пластични хирурзи има во Македонија? Се успеав и тоа некако да го избројам. За реконструкција говориме, по моја процена се неполни 30. За изгореници, специјалисти? На специјализацијата во Македонија е специјализација по пластична и реконструктивна хирургија директна, таа е 6 години, или одите 4 години на општа хирургија и 2 години одите на субспецијализација пластична и реконструктивна хирургија. Отприлика има околу 30, ако тука ги бројам, нека се и 28, ако тука ги приклучам и колегите кои што работат во приватен сектор. Добро. Значи, и тие се специјалисти за изгореници, се подразбира тоа дека се подразбира, затоа што во склоп на таа специјализација е третманот на изгореници. Да. А медицински кадар, говорам за здравствениот. Видете, медицинскиот кадар, ние кога постоеше центарот, испративме исто во истата установа во Пирогов 5 медицински сестри, кај што останаа по 1 месец. На обука. На обука. И се вратија назад, 3 од нив постојат, меѓутоа секоја хируршка обучена сестра, што е добра, секоја анестезиолошка сестра, секоја сестра интензивиста, апсолутно може и сакаат луѓето да работат. Значи, верувам дека и колегите, дека и средномедицинскиот персонал и персоналот со високо образование, бидејќи имаме нели инструментарки, анестетичарки и така натаму хируршки сестри, интензивистки, дека би се сакале да работат во еден ваков центар за изгореници. Добро, вие условите, еве кога говориме на крај, кога говориме за условите во кои вие сте работеле и какви се сега, каква е разликата? Сведоци сме дека се тоа рѓосани кревети, нечисти чаршафи, дека нема доволно завој, некои основни лекови и така натаму. Знаете што, затоа што ние во тој период користевме и други, тие ги донесовме после една едукација во Оксфорд, 2005 година, уште не беа ни на тендер тука влезени, после X години влегоа, првпат почнавме да применуваме современи приверски, скоро во некоја емисија и професор Џонов ги спомна, затоа што ги користеа сите, после влегоа тендерски. Сега слушнав дека ги немаат на располагање, значи тие се разни алгинати, сребрени, приверски и така натаму. Ништо тоа нема. Па, може би има сега, ако донеле нели ради ситуација, меѓутоа немаше долги години уназад. Тоа е таа катастрофа за која говориме во здравството. Апсолутно. Знаете, ако може да се спаси човечки живот, ако може да се намалат секвелите во однос на инвалидитетот, затоа што изгорениците оставаат голем инвалидитет, во однос не само естетски изглед, туку и нивно понатамошно функционирање на луѓето, на пациентите, преживеани, мислам дека државата се треба да направи. За жал, еве ваков момент сега па да извадиме нешто од историјата, меѓутоа јас сум упорна. Се надевам дека и други колеги ќе се јават. Не ми се допаѓа одговорот на премногу ја ценам, одличен хирург. Актуелната директорка вчера го слушнав, добар прилог на друга телевизија, заклучокот дали има потреба од центар за изгореници, па и да го имавме центарот, тоа немаше да значи ништо, че згрижевме само 4 пациенти. Тоа не е одговор. Ние треба сите, како пластични хирурзи, како хирурзи, здруженија, како држава, здравствени власти, и да се формира еден современ центар за изгореници. Го слушнав чуварот на фондовската каса дека размислуваат на таа тема. Стојам на располагање ако имаат потреба од совет. Благодарам што бевте гостинка. Ви благодарам многу. Благодарам што не гледавте, пријатно.